Здраво Македонијо, после некое време со статус изгубен во акција, ослободителот на Алфа ТВ и поранешен директор на Фондацијата Заев, Венко Филипче, се пушти во промет повторно. И за наше добро е да не берите гајле. Денеска ќе зборувам на две теми, практично за катастрофалната состојба во која што се наоѓа државата после скоро 2 години од формирањето на владата на Христијан Мицкоски, на ВМРО, на ЗНАМ и на ВЛЕМ. Нацијата и државата се пред колапс и никогаш како сега идентитетот не бил загрозен. Филипче ќе го брани идентитетот. Ова треба да е интересно. Економијата и европскиот пат се директните теми, за кои што сакам да кажам неколку работи подетално, а за кои сфери ова власт ниту има визија, ниту капацитет, ниту знаење како да ги менаџира, согласно тоа нема никаков резултат. Ќе сподели како да се менаџира европскиот пат. И ова треба да е ултра интересно. Едвај чекам да слушнам. Европратениците, прво, изразуваат загриженост дека судскиот систем, независноста на судовите, обвинителството, како и напорите за екнување владењето на правото и борбата против корупција не напредува доволно. Понатаму, констатираат со загриженост дека не е постигнат напредок во спречувањето на борбата против корупцијата во многу области. Понатаму, не дај Боже да се постигне напредок во спречување на борбата против корупцијата. Понатаму, длабоки структурни слабости, негативни трендови во функционирање на судството, вклучително и недоволно финансирање и кадровска екипираност на судските институции, што ја поткопува судската независност. Како СЈО, например, кој беше многу независно со бонусите милионски за кои се уште не сме виделе разрешница. Понатаму, повикуваат нитно воздржување од политичко мешање во правосудството. И на тоа предупредував и укажував. Понатаму, не сум сигурен дека нарекувањето на новиот јавен обвинител, ВМРО-вски обвинител, не е баш мешање во правосудството, бидејќи отворил истрага против некој великан на СДС. Понатаму, загриженост за измените во кривичниот закон. Исто како што предупредувавме, дека е потребен нов кривичен закон. Може ли темата кривичен закон, како закон кој вие, идеолошките чеда на Фондацијата Заев, го донесовте со европско знаменце пред некоја година, таа тема да ја баталите? Народ ви се смее. Дека е потребен нов кривичен закон да се донесе, кој што е веќе спремен, кој што се работеше и на крајот на мандатот на нашата влада, изготвен по примерот на германското законодавство. Мислам дека малку ги измеша лончињата. Скандалозните измени на кривичниот законник во 2023 година твојот претходник Димитар Ковачевски ги правдаше дека биле донесени по примерот на германското законодавство. Истото го потенцираше и Бојан Маричик, ако мислиш дека забораваме. Дополнително, тогашниот премиер и твој претходник посочи дека стариот кривичен законник бил пишуван од познатиот интергалактички комунист Дарт Вейдер. Тоа што ние претходно имавме закон во кој што казните беа, би рекол, од некое комунистичко време, бидејќи беа направени од еден, јас го нарекувам, Дарт Вейдер на македонското судство и обвинителство, тоа не значи дека тие работи не треба да се променат. Нека меморијата биде со вас. Проевропски чеда кои мафтаа со европски знаменца секогаш кога им одговараше да ја спроведат нивната сила. Понатаму, странско мешање, вклучително и преку медиуми под унгарско влијание кои шират антиевропски наративи. Не го кажува Венко Филипче. Извештајот на Европскиот парламент го потврдува тоа што го говориме со месеци наназад. може ли да бидеме уште малку попрецизни, бидејќи на Алфа телевизија мислиш? Ова го кажува Андреј Ковачев преку амандманот 187 за извештајот. Еве го. Подносителот, познатиот Андреј Ковачев, го преточил во амандман она што СДС го фабрикуваше дека преку унгарско сопствеништво нашата телевизија ширела антиевропски наратив. Прво, Унгарија е дел од Европа. Второ, сопствениците на Алфа нема никаква врска со уредувачката политика на Алфа. Трето, не е антиевропски наратив ако се спротиставиш на Андреј Ковачев и нему сличните, кои, например, бараат 11 октомври да не го славиме како држава, бидејќи бил во спротивност со нивната верзија за настаните во Втората светска војна. И четврто, ако Ковачев направил амандман од пресовите на СДСМ, можно ли е Ковачев да им ги посочил бугарските тактики на СДСМ како да спречуваат македонски цврсти ставови
за да овие после прават пресови кои Ковачев и сличните ќе ги направат европски амандмани. Кој знае? Ама сигурно Венко знае. Човекот според кој Бугарија не го негира нашиот идентитет. И има уште една заедничка точка со нив. Имаат ист став Венко и негаторот Ковачев за тоа што го слушате од мене и колегите на Алфа ТВ, а е наш став за македонскиот идентитет и македонските црвени линии. Ете сега чинам е појасно. Понатаму Дека има медиуми кои што шират антиевропска кампања и антиевропски наративи. досаден си човече, што би рекол Фрчко. Прво го направивте бугарскиот диктат, европска политика, вие го направивте тоа. А сега се нервираш, што има заплескување со вистината во лице, па не нарекуваш антиевропски. Ако нервирај се, човек кој има исти ставови со бугарски политичари за македонскиот идентитет е задоволство да те нејке. Понатаму? Изразуваат загриженост поради стратешкото преземање на клучни телевизиски станици и новински портали од страна на унгарски медиумски лица, што се овозможува антиевропските наративи да навлезат во јавната дебата. Ау, 3 пати истово го кажа. Го прочита амандманот, напишан предложен од Андреј Ковачев. Океј, изгледа ќе мора подсетување на Ковачев. И како не е прв пат да има ист став Андреј Ковачев со некој председател на СДСМ. Да, ние за това се противопоставихме в договора да е записано споделена история. Тя не е споделена, тя е обща история. В договора е записано, че имаме обща история, не споделена на нещо, което паралелно е вървяло едно до друго, обаче са били различни. Нямало е разлика в миналото и това е обща българска история. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Ете, цитирај го и за ова, иако нема потреба, бидејќи идеологот на фондацијата која ти ја водеше, веќе тоа го беше сторил. Понатаму, ајде бе уште малку од човекот кога го цитираш. Кога имаше условна пресуда за Љупчо Георгиевски од клубот Ванчо Михајлов во Битола, Андреј Ковачев, истиот Андреј Ковачев, иако дошеше Македонија во Европската унија, дека системски ги потиснувала, ги притискала бугарите, ги спречувала да кажат дека биле бугари во Македонија. Информирахте ли вече европейските институции за случващото се в Северна Македония с този казус? Да, моментално сме превели всичките документи и информирали докладчиците в сянка, защото знаете, че се очаква и доклада за Северна Македония на 24 юни да бъде гласуван в външната комисия. Това е последователна политика на властите и на тези кръгове в съдебните власти в прокуратурата, които искат да сплашат всеки, който открито заяви своята българска идентичност. Цитирај го и за ова, Венци, няма да бъдем зачудени. Може и да додадеш дека и тебе сон не те фаќа последно време, ако е така, а делува некако баш така. Колку читаш, се пронаоѓаш дека си бугарин. И така, читаш едно време, 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин. Уф, што ми е тешко на душава кога ваква антиевропска реторика има на Алфа. Па после Ковачев ќе може да напише нов амандман и Венко да го цитира и да го шири пропагандистички на неговите пресконференции. Може и под ова Венко да се подпише. Исто така од човекот кого го цитира. Што е спорно? Ако некое општество одбележува стремеж за борба за слобода и борба против фашизам. Едноставно е прашањето. Няма лошо в това, но вие го отбелязвате на един ден, който е 11 октомври. Какво се е случило на 11 октомври според вас в град Прилеп? Па добро, да не треба да ме прашаме кој ден да го избереме. Ние трябва да намерим решение на всичко, което ни разделя, на десетилетните манипулации на историята от миналото, които трябва да останат в миналото и заедно ръка за ръка да отиваме в Европейския съюз. Кај видовте, па се вратам на 11 октомври, каде, во кој дел, што не беше јасно во одбележувањето на 11 октомври, што вие го доживеавте како провокација? За съжаление, в Македония това остава като част от комунистическото минало. Комунистическата идеология и комунистическата практика от миналото трябва да остане в миналото, а не да се честват определени комунистически празници. Во минатото да остане 11 октомври. И тој празник Дарт Вейдер го беше смислил.
Овој човек ви го цитира Венко дека Алфа била антиевропска телевизија. Па ако е проевропски, ова што го говори Ковачев, антиевропски за секогаш. Ако е проевропски, кога Венко го вели ова. Добро, гледайте, кога се повикувате на некакви грешки или кога кажуваме дека нешто е камен на сопнување, треба да знаеме зашто точно зборуваме. Бугарија го негира Што е нашиот точно? идентитет и Гоце Делчев нормално. Добро, ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ако ова е проевропски, остануваме антиевропски и во наредната битка. Понатаму? Се представува европскиот пат како некое загрозување на нашиот идентитет. Ете, добра прилика да се сетиме сосема случајно на онаа поговорка «Будалиот се фали со она од што паметниот се срами». Со што луѓето се исплашени, се користи истата приказна, со која настапија на изборите 24 година, дека се тоа големите патриоти кои што ќе обранат идентитетот. Да, луѓето се исплашени и се кажуваат приказни за идентитетот, а вето одлуките од комшииве за историјата и идентитетот не постојат. Ние во Алфа ги измисливме. Демек, глуп е народот, не знае да чита, гледа и слуша. Венко ќе мисли за народот. Слушајте го Венко, луѓе, и аплауз во 6 на тераса. Тоа е европското сценарио. Дека се тоа големите патриоти кои што ќе обранат идентитетот и дека Европа е таа која што го загрозува. Каква контрадикторност? Абе, контрадикторност е Македонска партија да им помага на соседиве билатералниот спор да го направат европски услов, ама џабе изгледа да се објаснува човек со вас. Упорно, кога да ги перете антимакедонските позиции на комшииве, овој пат помагајки им да ги спакуваат, да ги обландираат со европско знаменце. Каква контрадикторност на вистина? Го следе вчерашниот говор на премиерот во Струмица. Супер! И? Научили нешто? Силна една демагогија, многу контрадикторни пораки. Филипче го анализира говорот на премиерот, како што јас го анализирам обраќањето на Филипче. Забавно. Малку увид во она зашто Филипче зборува дека е демагогија, чисто за контекст. Во раката имаме договор кој што го потпиша претходната влада. Но исто така, нашиот источен сосед на маса има 14 пресуди од Европскиот суд за човекови права, кои што велат веднаш да регистрираат организацијата на македонците кај нашиот источен сосед Омо Илинден Пирин. Не може само за нас да важат правила и договори. Или за сите, или за никој. Бидејќи ни велат дека ова било последно, дека немало да има повеќе вакви, тогаш ајде сите гласно да испратиме порака до тие што ни велат. Донесете заклучок дека нема повеќе билатерални прашања, дека е константа и факт македонскиот многовековен идентитет, култура, традиција, обичаи, јазик, и дека нема повеќе никој да ја отвара таа тема. Нема цена, нема слава, нема моќ која што може да ме убеди дека без овие работи ќе прифатиме било што. Ова е нашата црвена линија. Сите треба да не слушаат гласно и јасно. Нема пазарење со идентитетот наш македонски. Доста беше. Ете, ова било демагогија според Венко Филипче, човекот кој кариера понуди да жртвува само за да ги исполниме бугарските барања, односно уцени за уставните измени. А пред малку видовте човек кој има прилично поразличен став. И на кој став се околу 80% од македонците. Ама сега, Венко, ослободителот на телевизии, ќе ви каже зошто ова било демагогија. Со тоа што се подгрева антиевропскиот наратив, со тоа што тој кажува дека Европа
го загрозува нашиот идентитет, што не е вистина. Не е вистина дека премиерот било кога кажал дека Европа го загрозува нашиот идентитет. Тоа не е вистина. Ова што Вилипче го говори е просто измислица, кои многу други досега. Ке си измисли нешто човекот и си развива филмови околу таа измислица. И продуктот е, што би рекли англичаните, word salad, салата од зборови, фрлени зборови во една чинија, измешани, посолени, забиберени, бучкуруш, која ама баш ништо не значи. И звучи вака. Поради тоа што во основните постулати политички на Европската Унија стои дека се почитува сечија една различност, идентитет и јазик, што го потврдува и претседателката Гордана Силјановска, практично премиерот вчера пушта многу контрадикторни пораки. Значи, не Европа, туку Бугарија го негира нашиот идентитет. На таа негаторска сила, вие и дадовте документ. Не е еден, ами повеќе, за пред Европа да може да зборуваат едно, а да прават друго. А таа позиција, ако не си за бугарски диктат, ти си против ЕУ, и позицијата Бугарија никогаш не негирала, или Бугарија никогаш не ни ставила вето за историјата, вие губитничка и тажна. Аман, луѓе, аман. Истата негова демагогија игра на емоцијата на луѓето, ги заплашува, и додека во Брисел зборува за реформи, тука на луѓето им кажува дека тоа е предавство. Ау, реформите се предавство. По ова ни Орвел не можел да го смисли. Ала Алвера, како ви текнуваат вакви работи? По дома, ви веруваат ли барем луѓето дома? Онака да прашам. И дека е тоа ризик за нашиот национален идентитет. Тоа не е вистина. Не, никој не го негира нашиот идентитет. Доста ве лажат тоа антиевропските небањати ВМРО-вци, Алфа и 80% од македонците. Тоа не е вистина. Единствен кривец за тоа што ние не напредуваме на европскиот пат е Христијан Мицкоски и оваа влада. Уште една бугарска теза, дека Македонија самата се блокира. Портпарол за десетка. Апелирам граѓаните да не подлегнат повторно, како пред 2 години, на неговиот трик. Преведено, апелира граѓаните да престанат да гледаат и слушаат сами, туку само да го слушаат Венко, како што е тој навикнат. Да не подклекнат на овие националистички, популистички говори, туку да веруваат дека нашиот идентитет никој не го негира. Полни со патриотизам, црвени линии, одбрана на браник на идентитет и така натаму, затоа што? Уште во 2008 година лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека Македонија мора да ја свитка кичмата за да го реши проблемот со името. Она на што можеме да се согласиме е одстапница во делот на меѓународната употреба на името во сите меѓународни институции. И мислам дека овде треба некој пат и да свиткаме кичма, како што знаат старите да кажат. Се обидовме во неколку наврати да играме на политики на патриотизмот како партија која што не ни приличи таа политика. И тука апсолутно загубивме. Од нас народот не очекува да изиграваме патриоти. Искрено мислам дека народот не очекува да изигравате идиоти, особено корисни. Ама, вие си знаете. Апелирам повторно да не подлегнат на овие трикови. Како, например, овие. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Апелирам повторно да не подлегнат на овие трикови. Што би рекол Венко? Понатаму? Затоа што ние имаме право да бидеме во европското семејство. Затоа што заслужуваме да бидеме таму. Даде, а не затоа што ќе задоволуваме ниски страсти на други земји преку измислени теми од типот системска дискриминација на бугари во Македонија. И зашто ништо не е загрозено на патот кон Европа. Ниту може да биде, ниту пак може некој да ни го загрози. Идентитетот или јазикот. Така е, и со договорот за добрососедство ги решивте сите затворени прашања со соседите, а со промената на името започнавме преговори со Европската Унија. Понатаму, тоа е само една голема лага. Тоа е трик. Јас па мислам дека е трик да се препакува билатералниот проблем во став на Европската Унија и да се маскира нападот врз идентитетот со така наречено бранење на човековите права. Имено овој трик.
представници на неколку бугарски здруженија во Македонија се сретнаа со бугарскиот претседател Румен Радев. Радев посочи дека фокусот на спорот меѓу двете држави од историјата преминува кон човековите права во Македонија, зашто разговарал и со врвот на Европската унија. Трудно е да кажеш кој е Самуил и кој е Гоце Делчев. Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Коя година кой какво е написал, какво е казал. Това нашите партньори в Европейския съюз, които настояват веднага да бъде прията Република Северна Македония по чисто геополитически причини, те това не го разбират. Но когато започнах да говоря и служебното правителство за копенхагенските критерии за членство, за човешките права, за дискриминацията, от това разбират. Кой е Самуил и кой е Гоце Делчев? Те не те разбират. Имаше опити до сега да им бъде обяснено къде е същината на спора. Тоа е трик. Трик е, ама наместо да зборуваш за тој трик, ти ја нарекуваш македонската одбрана трик, а бугарските негации непостоечки. Чудесно, но не и за портпаролот на бугарските интереси реално. Повелите. Ваш коментар околу амандманот на Вајцо и Некомина, поминал и на бугарските европративници, што за нас не значи какви резултати во тоа историската комисија, што е проведено на договор за добро соседство, околу амандманите што помина. И да се надополнам само, кој испадна сега во право? Вие ги владата против на Македонија и останала врската сега не само да стави бугарите да устат, и да преговара за македонската историја. Ау, тешки прашања. Не разбрале новинариве дека тоа е трик, а не се ни од Алфа сите. Ке има уште телевизии за ослободување, Венко. Еве го и одговорот. Не го разбирам второто прашање, но да одговорам прво, после ќе ми го дообјасните. Дека не разбираш, дај Боже да не разбираш. Да не е она другото во прашање. Значи, позицијата е јасна. Преговарачката рамка е преговарачка рамка која што е чиста. И која што е преговарачка рамка исто како што е за сите други земји. Како што е за Црна Гора, како што е за Албанија. Во рамките на францускиот предлог и другите документи кои што треба да се почитуваат, протоколите кои што се веќе усвоени, и првиот протокол, каде што се преземаат обврски да се почитуваат и договорите за меѓусоседство и да се охрабри да работи историската комисија, што не е услов формален, официјален, да биде после утре предмет на блокада на евроинтегративниот пат, е нешто што го говориме цело време. Аха! Еве што велат оние со право на вето и оние на кои им ги прифативте барањата. Точно това искам да коментирам. Следващите 2 дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според член 12 от договора за добросъседство. И по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Како лав се бори председателката Јотова и не е единствена која зборува за протоколот како дел од преговарачката рамка, односно од заклучоците на Советот за нашите преговори, во кои се наоѓа и договорот за добрососедство, подпишан од Заев, односно договорот за бугаризирање на историјата, народски кажано. И не е единствената Јотова која го раскажува ова. Това, което е много важно, е, че в протокола, който днеска беше подписан, има вече конкретни срокове. Още повече, че протокола, бидейки част и свързан с преговорната рамка, там също има механизъм, който да проследява неговото изпълнение, и този механизъм всъщност ангажира останалите страни членки да следят за това изпълнение.
не е сам по себе си просто двустранен протокол. Това е най-ценното на така нареченото френско предложение. Највредниот дел од францускиот предлог. Ете ја Јотова, ете ја министерката Генчовска. Сакаш ли Радев да те демантира Ховенко? Или непријатно ќе ти дојде? И многу важно, към преговорната рамка има неразделна част. И това е протокола, подписан между двете държави. И там няма прогрес. Там са учебниците, там е езика на омразата, там са медиите, там е отварянето на архивите и извинението за етническите репресии към българите през годините. Нераздвоен дел бил протоколот од преговарачката рамка. Тоа им го подпишавте, царе. Имаме чиста преговарачка рамка. Во рамките на тоа треба да се почитуваат малцинските права, затоа бугарите треба да влезат во Уставот како едно малцинство од многуте, покрај хрватите и така натаму. Дека сега не им ги почитуваме правата. И затоа требало да влезат во Уставот. Уште една валидација на бугарските тези. Секоја чест. И понатаму историската комисија која што треба да си работи. Која што не е нешто ново. Многу земји имале такви историски комисии. Ама малку земји, односно ниту една, немала таква власт како вас, која ја направи историјата услов за почеток на преговори. А сега, уште едно шашаво објаснување на Вилипчета. И не е точно дека само ние имаме таа обврска за почитување на малцинските права. И ќе даме еден пример. Сега многу свеж и актуелен, кој што премиерот никако не го искоментира, освен што ја нападна опозицијата тука дека била предавничка или неконструктивна во рамките на неговиот наратив. А тоа е случајот со Украина. Што се случи од кога новиот унгарски премиер, за разлика од неговиот претходник Орбан, големиот пријател на Христијан Мицкоски, кој што му даде 1 милиарда евра кредит така, направи договор со Украина и украинците презема обврска да работат на изготвување на план за почитување на правата на унгарското малцинство во Украина. И почнаа преговорите со Европска унија. Земја која што е во војна, внимавајте. Ние внимаваме, ти не внимаваш, бидејќи унгарците не тврдат дека украинците биле унгарци пред 45-та. Унгарците не бараат промена на украинскиот устав и да ги запишат внатре во уставот на Украина. Во него нема воопшто наведени именично малцинства и на крај. Тоа што земја која не контролира 30% од сопствената територија започна преговори, па и само со ветување кон Унгарија за планот за малцинствата, а ние не, поради вашето бетонирање на бугарските уцени во преговарачкиот пакет. Тоа не говори добро дека ти внимаваш. Ние внимаваме, ама ти не. Од бугарска страна ние се задоволни со работата на историската комисија, тоа нема да значи повторно основа за ново. Историската комисија не е основа за нова или било каква блокада понатаму во процесот на интеграција. Се затвораат кластерите. Од што стравуваме? Како може да е историската комисија предмет на блокада? Невозможно е тоа. Невозможно е само колку веројатно мислите дека некој ви верува на кажаното, имајќи предвид неколку работи. Прво, договорот за добрососедство, во кој е заедничката историја, е дел од преговарачкиот пакет. Второ, протоколот за кој ти зборува и соседиве, особено вториот, кој за бугарите е исклучително значаен. Тој е дел од заклучоците на Советот, кои се дел од преговарачкиот пакет. Во тој протокол, за кој цела емисија направивме минатата недела, се кријат многу механизми за активирање на ветото. Ако, меѓу другото, историската комисија не ја тера работата на задоволство на страната со право на вето, а тоа не е Македонија, тоа е Бугарија. Трето, како може да раскажувате бајки дека историјата нема да ни биде проблем, кога неколку бревета од нив сме добивале токму поради историјата? Дека Бугарија се подготвува да стави вето на пристапните преговори на Македонија со ЕУ, се закани европратеникот Андреј Ковачев, кој доаѓа од партијата ГЕРБ на премиерот на Бугарија Бојко Борисов. Тој вели дека е против стопирање на работата на Комисијата за историските прашања поради изборите во Македонија.
Ако до месец јуни не проработи историската комисија и властите во Скопје продолжат со фалсификување на историјата, Бугарија нема да даде согласност за започнување на предпристапните приговори. Теготе, Андреј Ковачев, кого Филипче сака да си го цитира кога му треба да ја оцрнува Алфа ТВ и нашиот македонски бедем наратив, кој тие го нарекуваат антиевропски. Нема договор во историските комисии? Вето, и тоа е битката која ја води денешната влада да ја промени оваа состојба, да го подобри преговарачкиот пакет. Лесно ли ке? Нема. Можно ли е? Можно е. Се е можно кога се бориш за своите позиции и интереси. Наместо да прифаќаш се што ќе ти дадат, бидејќи тебе не ти приличеле политиките на патриотизмот и морало некогаш да се свитка кичма. Македонската влада претходно кажа дека ставањето Бугари во устав не е единственото барање само на Бугарија што президент. Вчерашен ден се покажа дека тоа е така, дека покрај тоа ќе треба да се преговара и за Македонија и за историјата. Кој испадна сега во право, дали вие или... Но чекајте, зашто вчерашниот ден го покажа тоа? Па се знае дека историската комисија треба да работи. Се знае дека треба да се почитува договорот за добрососедство. Ама тоа не може да го блокира евроинтегративниот процес. Ето, тоа е суштината. Значи, никој не кажува дека комисијата историска не треба да работи. Туку дека таа историска комисија и тие одлуки не го компрометираат, ниту може да го блокираат евроинтегративниот процес. Тоа е суштината. Да му верувате, знае што зборува. Немало ветобе за историски прашања. Бугарија никогаш не негирала. И така натака, и така натака. Мој црни Венко, на кое дередже дојде. Еве ти најтазе изјава од Румен Радев, премиерот на Бугарија од денес. Потазе и од таа на Јотова од пред неколку дена. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Ама лага е бе тоа за протоколите. Не знае овој Радев што зборува. Радев? Ма нико. Венко знае. Да го слушате Венко. Ако не го слушате, ќе ве закачи во извештај на Европскиот парламент. Така да, внимателно. Вие сте ставени во европскиот извештај, вашиот медиум, дека шири антиевропски наратив. Внимателно со прашањата. Внимателно со прашањата, рече. Пази што прашуваш, му кажа Филипче на колегата од Алфа телевизија. Вие сте ставени, рече, во извештајот дека ширите антиевропски наратив. Ај што промакедонските позиции ги нарекува антиевропски наратив. Ај што е на иста кодошка линија со европратеници како Андреј Ковачев. Па веќе не знаеме дали Ковачев на Венко му кажува што да зборува, или Венко на Ковачев му кажува што да зборува, или двајцата си шупотат, што би рекол Заев истовремено. Дури и се заканува бе европјанинов на медиуми со думичките внимателно. Демек, пази што правиш Алфа? Те има во извештајот на Европската Унија. Абе, Алфа кога е критикувана од некој кој вели дека не постоеле македонци, тоа за нас е причина за славење и нека не има во извештајот слободно. Ама тебе со овој ум ќе те има неизбежно во историските читанки на страниците на историјата од кои ќе се срамат поколенија после тебе. Иако нема да дојдеш во положба да направиш било каков зијан од позиција на извршна власт. И овој зијан со кој ја слабеете македонската одбрана на позициите, македонската борба за подобри позиции. И тој зијан е доволен за таа неславна темна титула. А за тоа борбата продолжува. Don't bury Гајле. На овие теми и во стендапот утре. А вечерва дебата, полемика, размена на различни мислења. За прв пат со еден гостин кој очекувам дека не сте го очекувале дека ќе го видите баш тука. Ама такви сме бе ние заробените телевизии кои ќе ги ослободува Венко. Отворени за јавна дебата. Кој е гостин? Ќе го знаете наскоро. Останете со нас. Започнуваме. Веднаш. Вечерното шоу четврточно издание продолжува со разговорот во студио. Вечерва имам гостин кој што е за прв пат во оваа емисија. Не знам кој пат во Алфа, еднаш сигурно сум го гледал во исто во ова студио, карши мене на поранешниот сет на емисијата Заспи. Ако можеш, ќе им каже тој сам за претходно дали доаѓал тука или не, но мене ми е драго што е тука. Ова идеја се роди пред 6-7 месеци, некаде пред Нова година.
но поради објективни причини, ангажираност и така натака, еве, баш сега се погоди во еден интересен период, иако во Македонија често живееме во интересни периоди. Гостин да ми биде Борјан Јовановски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Може би дел од гледачите се викаат, еј, како вака, ова ќе е интересно, ќе се караат, нема да се караат и така натака. Јас и ти се знаеме колку 5-16 години сигурно. Па да, така нешто. Може и повеќе. Од Твитер заедницата. Да, од првите години на Твитер и се радувам што имам прилика да разговарам со човек со кој што имаме, нели, различни мислења веројатно на доста теми, но умееме да разговараме и тоа е важно, особено нели, кога целта идејата е да од повеќе различни гледишта да понудиме на публиката и да видиме каде тоа ќе не одведе. Денеска е 18 јуни, еден ден после два јубилеи. Едниот за мене е за убав јубилеј, за славење, другиот не баш. 36 години вчера прослави ВМРО ДПМН и така 8 години од потпишувањето на Преспанскиот договор. Сметаш ли дека тоа беше случајно се погоди таквиот датум да биде одбран 17 јуни на роденденот на ВМРО ДПМН да се потпише Преспанскиот договор или може би било дел од некаква стратегија? Не, мислам дека не бил дел од никаква стратегија. Не гледам која би била причината да биде дел од стратегија. Не гледам поента тука. Мислам дека просто не ги знам јас околностите. Ама не можам да видам причина зошто би се одбрал тој датум како датум за потпишување на Преспанскиот договор, во смисла на тоа ако мислиш дека тој чин би требало вака или онака или на било кој начин да го дискредитира ВМРО како нешто што е значајно за Македонија, како дел од македонската историја. Патем честитки за роденденот. Благодарам. Но ова прашање, себе ако, не знам, ако постојат околности кои јас не ги знам, што е можно да се разбира, но секако не би можел да ти дадам одговор категоричен да тврдам вака или онака. Ти кажувам моја претпоставка. Знаеш што, во насока на тоа и јавно се говорело многу пати, не знам дали тоа било твој впечаток или не, еве прилика да ми кажеш, но како да постоеше некоја идеја во тој период да ако е возможно, постоеле такви јавни повици, не викам од лидершипот на тогашната власт на чело со СДС, ДУИ и така, ДУИ па особено, не бидејќи нели си биле коалициони со ВМРО претходно, сакаат да бидат некојаш и во иднина сосема сигурно, но оние повици да се ограничи користењето пример на акронимот ВМРО во македонската политика, односно идеја да се сузбие брендот ВМРО, бидејќи е силен бренд, особено па брендот ВМРО ДПМН, бидејќи низ минатото имало случаи, 98 се сеќавам на тие избори, има 12 години, ама памтам дека имаше 10 ВМРО на гласачкото ливче. Татковинска, Обедине, не знам. Се сека Демократска партија. Тоа е интересна тема. Јас го имам слушањето Љупчо Ѓоргиевски на таа тема и мислам дека е во право. ВМРО е нешто што ни припаѓа на сите. И тоа е дел од нашата историја. Се разбира. Во таа смисла, може би, сметам дека е добро да се отвори една поширока јавна дебата, во која не би се, како кажам, не би мало зад кулисни игри, дневна политика и така натаму, туку една така малку по-сериозна, по-далекосежна полемика. Така, мислам дека ВМРО треба да биде нешто што на сите им припаѓа. За да, знаеш како, бидејќи... А сега кому припаѓа? Па некако на ВМРО ДПМН. Па добро, ама тоа е резултат на... Зошто го тврдиш тоа, бидејќи најголема поддршка добива ВМРО ДПМН изминативе 36 години од сите можни ВМРО. Нема врска, затоа ти кажувам, не би треба... Оваа полемика не би смеле да ја внесеме во дневно-политичка расправа. Океј, разбирам. Тоа сакам да го кажам. Знаеш,
за да излеземе од една шизма на крајот од краиштата која го следи и ВМРО од неговото основање назад длабоко во историјата. 1890. Види, не може да се делиме партиски на тоа. ВМРО, тоа е македонец. Ако не си ВМРО, предавник. Ние имаме на таква и тенденција и реална ситуација во општеството, каде што многу често доаѓаме до ситуации каде ти мислиш така, значи тоа не е ВМРО, ти си предавник. Тоа е работа, Боби, која мислам дека многу го оптеретува нашето општество, троши огромна енергија и прави штета на сите, на македонското општество. Ние сме мал народ. Факт. Така е, да. Факт. И како да кажам, треба да се чуваме едни со други и оној мал потенцијал кој го имаме, мал потенцијал во смисла на нели човечки потенцијал кој што живее денес и народ, да. Треба повеќе да се чуваме и да обрнеме повеќе внимание на тоа што го имаме како човечки потенцијал, да него многу често се случува да е дискредитиран токму по таа основа. Да, но што не е добро. Океј, не е добро априори, нели? Не се согласувам дека ако не си ВМРО си предавник. Не знам, Лјупчо Интегра не е ВМРО, па не е предавник. Добро, Димча Апасиев е левица, не е ВМРО сега. Сега да кажам, ВМРО им припаѓа на сите. Види, на крајот криштата ВМРО е таква во историјата, ти имаш и левица, и десница во ВМРО. И кој е лепилото? Кој е лепилото и на левица и на десница? Идеолошка, немало идеолошка матрица во оваа смисла во која денеска постојат идеолошки. Да, на леви и десни поделени. Идеологијата на ВМРО е Македонија. Така е. Значи, независна, автономна македонска држава. Затоа би било убаво да го оставиме понастрана од дневната политика и просто тоа да биде кохезивната сила. Значи, ние да имаме нешто, ние може да идеме лево, десно, да шараме и така натаму, но секогаш да имаме нешто околу кое ќе се обединиме. Ме разбираш? Ако га една политичка партија ќе го земе, тогаш веќе не знаеме дали ако после одиме, дали влегуваме во идеолошката матрица. Добро. Но пак ќе кажам, јас тука не излегувам со никакво тврдење, мислам дека ова е важно прашање кое заслужува една смирена, зрела, аргументирана јавна дебата. Што ако се отвори таква дебата, при што јас знаеш како би одговорил на таа теза. Еве СДС нека стане СДСМ ВМРО или ВМРО СДСМ, да видиме дали луѓето ги препознаваат ставовите и политиките. Ако јас можам да облечам мајца еко, веган, healthy food, меѓутоа јас не сум ни еко, веган, ни па по нешто по healthy food. Не е дресот, ако облечам дрес од Аргентина, не станувам јас Меси, нели? Туку станувам Меси ако сум врвен фудбалер. Но, што ако се отвори некаква таква дебата и тогаш дојде Каракачанов и каже, сега, чекајте, супер, братја, сега треба да зборуваме ние за ВМРО како дел од заедничката историја и да се вмеша и Бугарија во една таква дебата. Бидејќи предпоставувам дека го спомнувам Красимир Каракачанов, бидејќи тој има партија што се вика ВМРО БНД во Бугарија, тој сигурно би сакал да направи што може да го ослаби брендот ВМРО во Македонија како идеолошка вертикала столб на идејата за автономна и независна Македонија, зборувам историски, нели се кога што се појавила, и да Бугарија полага право и на брендот ВМРО. Они имаат ВМРО. Имаат, да. Но да, дозволи ми. Прво не гледам што баравам во нашата дебата. Ние разговараме за нашето општество. Да, меѓутоа за историјата, бидејќи кажа, нели, историја
историски да гледаме на не можеме ВМРО да му... Бугарија влегува во нашата дебата да за историјата. Да го земеме од Бугарија, ВМРО делувало деле од тој во Софија се случуваат главните работи. Да, се случува. Многу голем дел од ВМРО имаш врховистите кои апсолутно се така е. Обид за мешање на Софискиот двор во македонските прашања. Не можеме да го одземеме ВМРО од Бугарија ниту па они од нас. Не постои, нема начин. Има начин. Има начин, има историски комисии, има историски комисии, подпишан договор за заедничка историја и асиметријата на поставеността на страните досега барем емпириски докажала дека кога нема да се расположени за околу некоја работа комшиите на исток, на пример Бојко Борисов јавно пред камери викаше Гоце Делчев ќе стане услов и нели во оние неколку вета, 2-3, не знам колку беа автентично бугарски вета, можеби 4 после француското, дека ќе стане услов и политиката наметнуваше динамика на процесот на работа на историските комисии. Така да тоа е клизав терен, тоа сакав да го укажам при што аген. Апсолутно сум против лимитирање, зошто бидејќи е македонскиот бренд, дај Боже сите нека ги следат тие идеали и постулати и тогаш ќе имаме национален консензус и не поделба на патриоти и предавници по оваа смисла по која што не сум сигурен дека добро те разбрав, но види, има еден впечаток дека известен начин не сме свесни како генерации, овие сега, наши современици, како да не сме свесни дека добивме држава, дека ги исполнивме идеалите кон кои се стремеле многу генерации пред нас. Поради немањето воен конфликт 91-а? Не знам. Но просто кога велиш на лизгав терен, го забележав. Види, кога ќе добиеш држава, признаена во Обединетите нации, ти си дел од светската меѓународна сцена. И не само тоа, ти имаш свое општество, своји институции и огромна одговорност. Секогаш да имаш држава, ти си секогаш на лизгав терен. Никогаш немаш чиста ситуација. Знаеш, овој разговор околу гаранции, не постојат гаранции. Види што се случува во светот. Гледај го овој земјотрес, како ги поместува плочите, како кажам, просто е и таква е историјата, и таква ќе иднината. Работите ќе се менуваат. Ние не знам, како да не се радуваме на она што го добивме, на државата. Ние сме постојано во една Калимеро нема правда приказна. Никако да се одважиме. Не треба да бидеме? Не. Туку? Никако да се одважиме и да кажеме, чекајте, овој македонски народ, откако има своја држава од 45-та, има постигнато неверојатни работи. Мене ми е импресивно колку има постигнато и направено. Пак ќе кажам, ние сме мал народ. Не знам, во која сакаш област? Архитектура сакаш, ми текнува на памет некои објекти, сакаш музика, сакаш филм, сакаш книжевност. Што сакаш? Македонија има стварно многу со што да се горде. И имам впечаток дека во овој еден процес на самосожалување, не на национална патетика која постојано не следи, дека почнуваме да го губиме она што реално го имаме во раце, што е наше. Не знам, ние и мислам дека сме имали такви разговори со тебе порано во таа рамки на таа Твитер заедница. Драган Ѓаконовски Шпато
човече Бродвеј. Он во 50-тите, 60-тите години кога создава, тоа е стварно ниво на Бродвеј. Не успеавме да го валоризираме Крсте Црвенковски, кој во национална смисла, заедно Крсте Црвенковски и дури може би повеќе Славко Милосавлевски. Сега зборувам за левицата, јас да речеме некако и припаѓам на левицата. Океј, тоа нивната заложба во рамките на Федерацијата Југословенска за они се борат, например, во ЈНА по закон сите јазици се дозволени, но ако кажеш дека сакаш обука на македонски, не баш добро ќе бидеш виден. Или тенденцијата, мојот татко е дел од неа, да политик и забавник се преведува и на македонски. Затоа што е популарно четиво, словенците тоа го прават. Нас не ни даваат. Но има такви заложби. Значи, тоа е сегмент на општеството кој ние го забораваме. Ние на Крсте Црвенковски не му на Славко Милосавлевски уличка не му дадовме. Не знам зошто упорно сакаме да се враќаме во времето кога сме оспорувани, кога имаме внатрешни наши конфликти, дилеми околу тоа што сме. Добро, ама тоа е во процес на тоа е во времето на ВМРО. Тоа се случува внатре во ВМРО во почетокот на векот. Борјан, тоа е процес на ние треба да се исчистиме будење на нации. Се не сме ние виновни ако 20 години подоцна тој процес се движел кај нас. Но не може се да гледаме како на херојство од тоа време. Ние треба да соочиме, да ги откриеме, да ги диагностицираме што било проблемот, каде тоа ние сме се раздвоиле, зошто тоа ние не сме изиграле заедно, бидејќи пази, само ние во 19-тиот век не успеваме да добиеме држава од националните движења во нигде, значи ние може тоа да го има објаснување. Чекај. Претпоставувам ќе речеш овие не негирале, оние не негирале. Не. Да, окей. Империите во тој период наоѓаат друг начин да ги спроведат своите интереси. Види, значи имаме немало да има Албанија без Австро-Унгарија, немало да има Бугарија без Русија. Значи ние не сме се позиционирале во меѓународниот контекст да добиеме негде сме погрешиле. Имало, види. Боби, негде сме погрешили. Абе сега дали сме погрешили или не, Борјан? Ама да. Бугарија не е слаб бренд исто така. Бугарија има две царства. Значи има некое сеќавање во еден период, тоа бледне, но во даден момент, кога Русија сака излез на топло море, 1829 година Јури Венелин ја пишува историјата на големата Бугарија и така натака. Нели, и го гради тој наратив. Ова не е ништо, историјата се повторува. Владимир Путин пред да нападне Украина, ноќта пред нападот, излезе на телевизија и раскажуваше историски приказни од 7-миот век. И даваше историски легитимитет на она што ќе го направи од утре. Тој ќе ослободувал, нели, руски територии или како и да беше таа покрај денацификација и така натака, дека нели полага право. Македонија со својата местоположба е на едно многу специфично место и секогаш било полесно да ја поделиш отколку преку Македонија да градиш голема приказна. Имало и такви идеи, но предпоставувам биле отфрлени по истото логицирање. Преку Македонија да градиш некоја империја, да спроведува своји интереси тука, бидејќи многу околни држави ќе се најдат незадоволни. Грција е проект на Британија, Франција, нели имаме и дански цареви, имаме кои што прават семејни врски, не знам дали знаеш, со руски принцези и така натаму. Едноставно, ние не сме криви што живееме во срцето на Балканскиот полуостров. И не сме там. Не сме. Зашто бидеме криви? Затоа што тугите интереси, овде ти си живееш на исто место неколку декади во животот, а си живеел во 4-5 правни субјекти. Така? Да, не, 4-5
Не, се добро, не знам како тоа беше. СФРЈ, Народна социјалистичка Народна не сум ја фатил, република. да. Сум живеел во социјалистичка СФРЈ. Па во Република Македонија, па Северна Македонија, да. Добро. Но едноставно кога го зборуваме за генералниот наш став кон сегашноста и иднината, така, бидејќи ќе дојдеме до тој да евроинтеграција што да се прави и така натака, зошто па да ги игнорираме и другите освен Крсте Црвенковски, Славко Милосавлевски, бидејќи раскажи имаме преубава архитектура. Било кој да ги игнорира, зашто ги игнорира? Имаме преубава архитектура, музика и така натака, литература, филмска уметност. Па пола од филмовите што се направени во повоениот период се однесуваат на херојствата или од Втората светска војна или од илинденскиот период. Во ред. Така се гради идентитет. Не е спорно тоа. Нашите Гане Тодоровски, не е спорно тоа, не е спорно. Значи, сите биле влюбени во Македонија и пишувале, не знам, поеми за Гоце Делчев. Ја не знам овој термин. Нема една е Македонија, наша е. Нема, дома е дома, се вика. Нема тука, значи, сите ја сакаме Македонија, нема избори. Ја 4 години сум живеел во Брисел, јас сум можел да останам. Јас сакам во Македонија, ова е мојата земја. И сакам децата мои да останат тука. И тука не, и нема тука влюбен, невлюбен, не знам што тука. Ова е наше. И не треба да го сочуваме, да го градиме и да го развиваме. Она што сакам да ти го кажам, Боби, нема ние криви, ние не сме криви, ние треба да сме горди што се наоѓаме во срцето на тој Балкански полуостров, што е една раскрсница Македонија. Јас сакав само друго да ти кажам. Ние негде се случило нешто, ние не сме успеале да најдеме партнер, да најдеме спонзор, ако може така да кажам. Ти рече, британците на Грција помагаат, точно. Русите на Бугарија. Ние во нашите поделби не сме успеале да се позиционираме на начин на кој ќе се вклопиме, нашиот интерес ќе се вклопи со интересот на некој од меѓународните фактори. Да се вратам сега назад. 924-та Александров мајски манифест го убиваат. Океј, кој го убива? 876-та, 7-та, 8-та одат кај рускиот цар представници, бараат помош за проект, тој вика имам некои други планови. Да не ја погрешиле што отишле кај рускиот цар. Имам други планови. Да не ја погрешиле што отишле кај рускиот цар. Може би. Сега, дозволи ми да ти кажам, ако 19-тиот век го погрешивме, само ние, нели, бидејќи сега сме сведоци на еден геополитички земјотрес, каков што отприлика бил тогаш, во почетокот на 90-тиот, по распадот на Отоманската империја. Во тој земјотрес потонавме. Сега има друг. Моето мислење, ако дозволиш, е дека ако ние не се качиме на овој европски воз сега, дека повторно може да направиме грешката на нашите предци и би направиле голем греф кон нив. Што значи тоа? Дај ми го најфаталистичкото сценарио. Дека мал народ во едни вакви глобални, динамични, интензивни превирања и случувања, еден мал народ може да обстане, зборувам во една перспектива сега, не зборувам утре, заутре или во нашиот живот, дека се става во голем ризик ако остане вон некои блокови. Немој да мислиш дека е случајно. Оваа сега наеднаш една нова динамика и тенденција која се случува во континентот. Пази, Канада бара начини да и се приклучи на Европска Унија. Исланд во август има референдум. Шкотска размислува за референдум за отцепување од Обединетото кралство, ако Обединетото кралство не се врати во Европската Унија. Значи, во најмала рака да се запрашаме зошто е тоа така и дали ние го имаме луксузот, можноста, онака ноншалантно речеме, па добра, сега не е тоа, нас
тоа не ни треба затоа што не знам, не нервира Бугарија. Никој не вика не ни треба. Може со ние, дигресија. дозволи ми само уште ова. Ние во односите со Европската унија имаме чиста карта. Европската унија го признава македонскиот идентитет, Европската унија го признава македонскиот јазик. Европската унија како конструкт социјален, економско-политички, сега ќе оди и како воен. Од незиното формирање, една од најубавите работи е што секогаш и помагала на и водела грижа за малите идентитети. Во рамките на Европската унија заживува луксембуршкиот идентитет. Не уште помал народ од нас. Малтешкиот, кој ние не го знаем, малтешкиот јазик ја има таа шанса во Европската унија. Низ различни механизми кои постојат во Европската унија токму за развој на и за одржување и развој на тие помали културни идентитети. Ама ова ми личи како да не го гледаме слонот во собата. Не знам кај е слонот. На исто. Јас не го гледам. Од Деве Баир натака, бидејќи кога викаш ЕУ го признава македонскиот идентитет, еве да не констатирам јас, еве ќе те прашам на што го темелиш ти тоа тврдење дека ЕУ го признава македонскиот идентитет? На тоа што на Европската унија сите документи во Европската унија се на македонски јазик. Од кога? Од кога? Од како се потпишаа договорите сега. А претходно како комунициравме ние со нив? На македонски јазик. Значи, да. Македонскиот јазик. Значи го признава. Ама добро, тоа е факт од 75-та година е во лична карта од Обединените нации. Ама не, тоа е дека македонскиот јазик е факт, но дека го признава ЕУ, просто не е точно, бидејќи ЕУ денес има една земја членка која што не го признава македонскиот јазик и го признава македонскиот идентитет од 45-та навака. Си имал прилика да водиш како новинар со големо искуство разговори со доста политичари од Република Бугарија, кој што, еве, и пред емисијата те подсетив на еден, ќе окажам тоа и сега во разговорот, а и го гледале луѓето кои што ја пратат горе-долу мојата емисија, Андреј Ковачев, кој што тебе лично, ти го прашуваше што ви е проблемот да го славиме 11 октомври, бидејќи тој тврдеше дека тоа не е баш сјаен датум, тој уствари, всушност, поставуваше дилема зошто ние воопшто би го славеле. Позадината на таа идеја ја знаеш, тоа бугари со бугари се тепале и така натака. Втората светска војна во Македонија според него е граѓанска војна. Значи, јас не сум среќен и задоволен со нивното признание на нашиот идентитет од 45-та навака, при што подразбира дека пред 45-та, а 1300 години назад, како што вели нивниот денешен премиер, сме имале бугарска историја. Тоа не е признавање на македонскиот идентитет. Тоа е, знаеш што е признавање? Јас те гледам тебе и не е како вицот со жирафата. Няма такова животно, него викам има такова животно, ама пред 45-та беше лав, сега е жираф. Уште еднаш, Андреј Ковачев, Каракачанов, види, Боби, тебе ти прават впечаток тие ликови. Мене воопшто не ми прават впечаток тие ликови, но затоа јас имам пријател кој се вика Димитар Бечев, кој е професор на Оксфорд. Добро. Българин, обаче. И мојата дискусија и нашите конверзации со мојот драг и ценет пријател Димо Бечев, кој сакал ако поздравам, ако гледа, не верувам на Оксфорд дека ја гледа. Да, Оксфорд, да. Добре дојден. Да. Ти тресен соговорник, би ти бил. Многу. Не разговараме така. И во таа смисла, јас како едноставно не сакам да знам и не сакам да си го бирам друштвото. Едноставно. Да, но политички не може да го бираме друштвото. Дозволи ми се, ја политички да ти кажам. Доколку Македонија, ќе бидам многу прецизен, се обидам, остане надвор од Европската унија. Добро. Во Европската унија, како што реков пред малку, има многу механизми кои им помагаат на малите култури и идентитети да се развиваат. Има, например, програми Натура, има програми Хоризонти, ред други.
кои се однесуваат на наука, се однесуваат на истражувања, се однесуваат на развој на културата. Доколку си ти во тие во Европската унија, ти имаш можности да ги користиш тие. Добро. Да речеме, историско истражување. Добро. Разбирам. Археолошки. Знам дел од програмите Разбирам, Хоризон и така. Не ми се не познава. Ако сме надвор, бугарите секоја што користењето на тие може да го блокираат. Може да. Доколку сме внатре не можат. Но зошто тогаш, ајде вака сега, човечки. Зошто не пуштаат внатре? Кој не пуштаат внатре? Нашите браќа, први соседи, со договор врзани да сме најдобри Не, они соседи. викаат, они бараат да разговараме за овие прашања околу кои имаме разлики. Зошто? Затоа што имаме разлики. И со Грција имаме разлики, па разговаравме. Налет. Со Да. Албанија, со Србија имаме разлики. Па не знам, и кои се разлики? Немаме ние унисона историја. За Прохор Пчински, например. Немаме за Вардарска бановина, јужносрбијанци и така натаму. Имаме разлики. Ама, зошто па да разговараме за тие, ако ни е целта да секоја држава, мислам, не е разумно една држава да посака соседната држава да и живее бедно, бидејќи тоа влијае и на животот на... Па не, тоа се разбира, се разбира. Сега, имаме разлики. Тие разлики кај нас се преточени во форма на услов кој што емпириски, повторувам, неколку пати нас ни станал директна пречка за усвојување на преговарачката рамка, тако речи сме добивале вето, а сега 300 рала железни опинци из Кина во заеднички еден напор претходната гарнитура и без оглед кој е на власт во Бугарија, за да се направи тој француски така наречен предлог, сето 3 документи, заклучоци на Совет, преговарачка рамка и вториот протокол. Види, и сега дрско е се согласувам. Дрско е, па ќе се вратам но прашањето е назад. зошто, што е коренот? Бидејќи ми зборуваш идентитети, мали идентитети, окей, заекнување, прифаќам така е, откако ќе влеземе. Ама во Солуна грош сомуна, до Солуна 100 сомуна. Зошто големиот комшија, кој што тврди дека ни е брат, тврди дека сме биле ист народ пред 45 година, денес сака да не казнува по тој начин, доколку не ја непопуларно кажано свиткаме кичмата како со грците пред 8 години. Прашај ги. Прашувам тебе за мислење. Не сам. Бидејќи после дозволи ми. Ајде. Не е окей, ако ме прашуваш така, фрустрирачки е за нас. Окей. Која е мојата поента? Нашата енергија, јас не сакам да ја трошам на нив. Сакам да ја трошам на моментот што правиме ние. Бидејќи тоа се околностите. Тоа се околности. Ние Бугарија нема да ја промениме. Даде нити географијата ќе ја промениме. Ни географијата, ни историјата, ни актуелните состојби. Можеме ли ние да се промениме на подобар начин? Ние, и кој е тој начин? Ние, например, знаеш, мене што ми паѓа на памет? Ајде. Во 90-тите години, кога јас бев дописник во Брисел, се правеше агендата 2000 за првото проширување. Не, големото проширување, 10 земји влегоа. Македонија, како што знаеме, не влезе во тоа. Од мои разговори кои ги имав така, брифинзи, бидејќи ме интересираш, се разбира, сакав да ја видам Македонија да биде меѓу тие земји. Едно од темите кои ми ја информации која ја добив е дека Македонија има проблем со правата на албанците. Ова е 97 или 8 година. И дека, што точно е дека се одвива комисијата на Аренс, се водеа разговори уште од почетокот на 90-тите за барањата на албанците, нели ПДП и така натаму. И ние бевме игнорантни по моje мислење. Долго време на таа тема не сакавме да го видиме слонот. Не сакавме да го видиме слонот. Не сакам да прекинувам. И да речеме, не успеавме да се договориме во тие 90-ти години околу некои базични работи со албанците, како што е, например, образованието на високо образование на албански јазик.
Или да им го дадеме правото да зборуваат албански на пратениците, право кое го имале во Југославија. Многу е лошо кога стекнато право ти ја земаат. Добро. Тоа е, значи, она еврејската да имаш па да немаш. Окей. Сакам да кажам... Јас сум либерален по тие прашања. И за образование. Ова го кажувам без цел да направам дигресија од она што го разговараме. Па некогаш си викам, доколку ние имавме слух, таа влада на СДС, сада не биде дека ВМРО. И јас сум бил од секогаш критички сум бил настроен кон социјалдемократите во тоа време и за ова прашање. Без разлика на мојата левичарска, како кажам, расположеност по сите нешто, да речем. Фрчковски влезе 97 во така? Каде? Во Гостивар Тетово. Така е, апсолутно. Бранко, тоа Гостивар беше една таква примитивна акција, мислам, на полицијата. Па ја обрука полицијата. Државата ја обрука. И си вика, Боби, доколку тоаш постоеше тој слуг, ги решевме тие прашања, малку бевме по свесни за тоа кои се предизвиците, замисли да успеевме да се позиционираме во таа агенда 2000. Заедно со словенците, бидејќи Бадинтер, кој единствен Македонија и Словенија. Да извозевме една приказка, која смислевме. Знаеш, не е коректно да зборува човек од една ваква временска дистанца и така. Но еве, теоретски, хипотетички. И успеевме да се најдеме во таа агенда. Боби, ние ќе имавме можноста да бидеме во однос на Бугарија да и речеме, видете сега, дајте околу некои работи да се стишате вие прво. Прво, да си прифатите некои многу очигледни факти, како што е, например, македонскиот јазик, кој почитувани соседи, постои во сите лингвистички атласи на планетава Земја. И, значи, сакам да ти кажам, значи, доколку еден народ успее да ги препознае нештата, важните моменти, околностите, реалните текови, биде прагматичен при тоа. Бидејќи, јас мислам дека нас многу недостасува прагматичност. Тука имаме голем проблем. Таа неа ја научив од мојот многу драг човек во животот, многу значаен, Борис Трајковски. Знаеш дека му бев портпарол. Знам, како не. Тој го имаше тој дух. Тој ја имаше таа една протестантска, како да кажам, не верска, туку културолошка особеност. И он го имаше, тоа беше, знаеш дека беше свештеник во протестантската црква. И сега може да разговараме за Макс Вебер, за целата теорија околу протестантите, зошто се денеска најразвиените држави социоекономски, демократски, токму протестантски, скандинавците, канаѓаните, австралијаните и така натаму. Но мислам дека ни недостасува тоа. Види, би можеле да влеземе во дефиниција преку примери на тоа што е прагма, што е, не знам, може да го наречеме и некако поинаку. Но, прво, како подкрепа на твојата теза за 97 непрепознавање, да, и јас би се чудел ако од таа перспектива не се надзирало дека во 99-та, само 2 години подосна, ќе има воена интервенција на НАТО во Југославија, и што тоа би значило за поширокиот регион. Па не е дека не се надзирало, тоа отприлика можеше да се предпостави. Ако можеше да се предпостави, тогаш требало поинаку да се позиционираме. Исто така не ми е јасно зошто го отворивме небото за НАТО во тој период без да добиеме нешто многу позначајно, освен благодарам и тапшање по рамо и да бидеме прагматични како добриот џак. Зошто не инсистиравме на влез во НАТО во тој период, чим веќе небото го отворивме, односите со Србија ги нарушивме како што ги нарушивме. Затоа што не одат тие работи така, Боби. Па не може да одат само работите кога не, значи викам да сме биле ние проактивни.
Не може тоа да работите само кога друг е проактивен во однос на нас и ние тоа ќе речеме окей да бидеме прагматични, да не таласаме, да одбереме нели Трпе, Трајко, Кјути Трај, ќе видиш Не е тоа Кјути Трај. Бидејќи кога се човековите права во прашање. Немојте да го само довршам, дозволите, молам. Црно-бело се е изборува за права на албанците во Македонија 97, окей, легитимна дебата, нели тема вредна за зборување. Јас ти кажам, сакал еден ден да имам прилика јас и со Бујар Османи да разговарам за да ми значи јас сум либерален по тие прашања, немам ништо против човековите права. Но ако тоа бил слонот во собата во тој период по бриселските кулоари, имаше ли некакви дебати за човековите права, например, на македонците во Бугарија, кои што денес се во иста положба каква што се, некакви дебати за човековите права на, како ги нарекуваа во Грција, славофоните, луѓето кои што не говорат мајчин грчки јазик, односно македонците во егејскиот дел на Македонија, две земји кои што своите идентитети ги градат на различен начин, имаат многу поразлични устави, во Грција дури и православната религија е во уставот. Бугарија, која што помнам беше 2009 година, летав од Софија за Барселона, немаше лет како што има сега за Барселона, и се шетам и во еден парк, гледам штанд 2009 година, не за новините на турски. Јас вака ги гледам, викам, не ни знаев дека има дебата на таа тема, дека некој сакал, па опонираат, собираа потписи против вести на турски јазик, што Македонија го има од кога е формирана веројатно МТВ. И кога општество со таков прак на толеранција кон човековите права не оценува нас и измислува проблем, дека ние не знаеме, пришто ова не сакам да е дебат, кога во Америка се шетаа во кожи, ние имавме универзитет. Нели? Факт е, ама живееме денеска, така? Или Александар колку бил голем до Индија, ние денес на граница на Шенген пак треба некој фингерпринт да оставиме. Не е така. Но, кога не оценуваат и кога измислуваат случаи во функција на политичката пропаганда и во функција на политичката агенда, а во однос на Македонија, извинјама, не може, како да бидам прагматичен? Како да бидам прагматичен кога прагмата би ја свеле во равенство во дадениот момент би значело, окей, посилниот е посилен, послабиот е послаб и треба да одиме, веројатно, предходната влада мојот впечаток на нивниот модус операнди е дека мораме да попуштиме. Мораме да попуштиме и дека по линија на помал отпор тие ќе си ја завршат работата без борба, без битка. Бидејќи денес, коригираме ако грешам, мојот впечаток е дека има некакво придвижување во однос на вреднувањето на нашите ставови и аргументи. Можеби бидејќи сега се изложуваат за разлика од претходно и бидејќи се труди оваа влада, вчера бев во Струмица на роденденот на ВМРО и премиерот Мицкоски рече бидете подготвени за маратон, не за спринт, не за трка на 100 метра. Веројатно тој верува во тоа и јас верувам во тоа. Многу сакам да верувам, искрено верувам во тоа, дека ако тераме маратон, можно е да дојдеме поради геополитичките околности пред се и над се до многу поповолна позиција за Македонија. Тоа не мислам дека е нешто што преку ноќ се случува. Вака, околу прагматичноста, една држава треба да има лидерство. Лидерството треба да е подкрепено од еден државен апарат кој продуцира вредности, прави анализи на состојбите, а лидерството е тоа кое ги носи одлуките. Одлуките не може да ги носат, ти викаш како јас да бидам прагматичен, или јас, или ти. Политиката не може да се прави вака на вечерни шоуа, пред кооперација и така натаму. Треба да има лидерство. Но во демократско општество се прави и дома кај тебе, и пред кооперација, и тука. Но треба да има лидерство кое на крајот од сево ова што го слуша, вклучително нас,
тоа пред кооперација. Сепак, политички диалог исто со другите политички структури, без при тоа на нив да се гледа како на предавници, туку напротив како на дека секаде можеби во нив има некој потенцијал кој ќе потребен за да даде енергија за да се трчаат маратони. Сигурно, но човекот кој што вика Бугарија не негирала, нема потенцијал. Исто така, знаеш, кога вели премиерот маратони, знаеш, треба прво да бидеш сигурен дека маратонот нема да ти заврши со инфаркт. Тоа подразбира дека се не ова гледање со само сожалување кое што го критикуваше на старт. Дозволи ми. Нема, не, никакво само сожалување. Не. За да речеш одам на маратон, треба направиш една, како да кажам, да си во кондиција, да изградиш кондиција. Моите психофизички капацитети до кај се и како изгледа тој пат, мислам, што го трчам. Добро. Каде оди, како оди. Ако можеби премиерот има некакви согледувања околу тоа дека ние можеме да одиме на тој маратон. Можеби има и политички сигнали дека можеме. Во ред. Мислам дека тоа малку треба да го поразговараме. Знаеш. Ајде. Јас мислам дека на премиерот Мицковски, мислам дека и знам, на последните разговори во Тиват со Макрон и Мерц, она што му е соопштено е дека возот на Европската Унија, поради случувањето во Украина, застанува на Балканска станица. Ќе земе кој се качи и дека не се знае кога и како ќе се враќа. Добро. Пак. Сега, ако овој маратон значи дека кога ќе тргне возот, ние ќе трчаме по него, не сум сигурен дека тој ќе подзастане за да се качиме. Добро, не сум сигурен. Дали мислиш дека нели зборуваме дали на ЕУ треба Македонија? Ајде да бидејќи досега зборуваш од позиција на тоа дека ние мора да влеземе во ЕУ. Но секој мал народ во вакви, да бидам прецизен, во вакви глобални превирања треба да се позиционира за да се сочува себе. Зборам за било кој мал народ. Бидејќи Америка има сега друго гледање на Европа, Европа сака да стане и воен сојуз. Не знаем, не верувам дека е возможно тоа. Ја не знам што сака човекот. Мислам, окей. Но ево, бизнеси да прави. Прифаќаме дека не може да се подпреме со двете нозе на таа скала. Тоа сакам да се разбереме. Дека Европа може да стане воен сојуз, исто така имам големи дилеми. Тие не може да се договорат за базични работи. Камоли дека ќе има, не знам, една армија, еден генерал и така натаму. Но ајде да го прифатиме дека е тоа така и дека Европа сваќа дека мора самата да се грижи за себе, бидејќи може да дојде вакво време во кое што нема да знае дали може да се Никој не го очекувал ова. Океј, ете, се случило и сега имаме турбуленција. Нели Европа кога размислува за воениот проект, како би гледала таа, еве, ако има овде една дупка во срцето на Балканот, хипотетички, ако влезе Црна Гора, влезе Албанија, Србија има отворено преговори, еве нека не влегува Србија, бидејќи да претпоставиме нема Косово, или можеби ќе има промени, па и Косово ќе го реши така натака. И сега Македонија, малата Македонија ќе остане. Тоа ќе биде ризик или не за Европската Унија? Не, супер. Прашање тогаш, зошто мораше да влеземе во НАТО 2018 година, ако се работите такви, ако дупка на Балканот не би била ризик за Европската Унија, претпоставувам не би била ни за НАТО. Зборуваш во безбедност, од безбедносен аспект. Од безбедносен аспект. Не, тоа не е, јас не го реков тоа, дека ние имаме таков ризик. Не го реков тоа. Ние како земја членка на НАТО, тоа е многу значајно што сме сега, особено сега. Можам да го свртам прашањето. Во овој период. И види, во таа смисла, ако има таа компонента европска, ако речеме НАТО се распаѓа, па само европска, ние остануваме во тој систем.
Абе, ние на овој континент остануваме секако, Бори. Така е. Значи, од континентов не може да мрднеме. Ако зборуваш во одбранбениот, во безбедноста... Па нели, најголемиот страф е секогаш, тогаш беше кулоарски, еве, сум слушал од луѓе. Ако не влеземе сега во НАТО, бидејќи сум прашал, зошто бе сега? Ќе ни ја поделија државата Бугарија и Албанија или не знам, некакви други разни шеми. Што се сценарија кои што, како да ти кажам, веројатно Scare Tactics 101 за во... па се види Scare Tactics, Боби, ама ајде разговараме вака. Ајде. Што ќе прават... Две НАТО земји ќе делат една не НАТО земја. Што ќе прават 200.000 наши сограѓани со бугарски пасоши? Добро. Кога Бугарија ќе донесе закон да не може да имаш двојно државјанство. Слушав дел од дебатата, таа ги знам ставите. Што е твојата предпоставка? Бидејќи разговараме, ја не тврдам. Ништо, само се прашувам. Мислам дека Бугарија нема да донесе таков закон, но еве, ако донесе Бугарија таков закон, не се 200.000, според поатоците на Министерство за 115.000. 115.000. Што бидејќи 200.000 е дел од пропагандата, нема врска. Што ќе прават тие луѓе? 90% од нив ќе си го задржат македонски. Мислиш? Да. Како тоа, зошто би го задржале македонски? Ако веќе земале, отишле, за мене тоа, значи, јас не можам да си го замислам. Да одам и да пишам дека дедо ми и татко ми се бугари. Не можам да си го замислам. Но, ни јас. Но, да не бидеме погрешно разбрани, не сакам, има луѓе во социоекономска позиција која едноставно не им нуди избор друг. И да не било така, тие ќе пишеле дека се дедовците бугари и во 95-та година, а не повлезот на Бугарија во ЕУ. Но Борјан, јас нема да те прашам нели мислиш, наведувачко е прашањето. Ама зар се недоволно јасни апла на цртаните, мислам во меморандум го ставија тоа, го пратија до земји членки на ЕУ, дека со агресивниот пристап кој што го имаат во однос на нашиот идентитет, бидејќи немаме дилема дека е под напад македонскиот идентитет. Така? Тргнавме од позиција ЕУ го признава, ама нели Бугарија е дел од ЕУ. Од секогаш јас да го ставаме ставот. Добро, во ред. Зар се недоволно јасни да знаеме дека фактички од нас бараат сите топтан да подпишеме дека дедовците и прадедовците не биле она што сме ние денес? Не. Како не? Не. Што значат зборовите? Македонија ќе има шанса да ќе докаже дека е демократско општество кога ќе ги запише сонародниците на Гоце Делчев во својот устав, Румен Радев и истиот Румен Радев, кога Скопје конечно ќе признае дека има заедничка бугарска историја 1300 години. Румен Радев 1300 години, тој тип на глупости на страна. Но, чекај. Со убедливо мнозинство. Што сака нека, дозволи ми. Еве друго, вака да го прашам. Овде го гледав кај тебе внукот на Гоце Делчев. Да, Христо Христов. Вика дедо му дека бил бугарин. Да. Што правиме со тоа? Не знам што треба да правиме со тоа. Бугарин е, прво, може ли се договориме што е бугарин? Јас не сакам, јас го прифаќам неговото право. Или гледај, види ама, Боријан, дозволи ми. Да не ја се чесам. Еве, Христо Христов си има свое гледиште и јас имам дедо. Океј, не е на Гоце Делчев брат, ама е македонец. Знаеш ли кој е Васил Ивановски? Васил Ивановски. Да. Ми звучи познато, ама не знам. Ајде, да не губиме време, потсетиме. Ја скоро ја дознав приказната. И можем ти кажам, се шокирав. Па откритие ми е, уште сум под импресии. Васил Ивановски е човек, стварно треба поише да, многу ме заинтригира темава, кој во 1933 пишува текст зошто македонците треба да имаат посебна држава. Чи македонец. Добро. На чиста македонска ориентација. Потоа се вклучува во антифашистичкото движење. Добро. Дел е од Аспон. Океј. Таму е. По ослободувањето е првиот главен и одговорен уредник на Нова Македонија. Добро. Првиот вестник на македонски јазик. 46-та, 7-та, таму, веднаш потоа, тука доаѓаат
Ранковиќ и Боби Милосављевиќ како патрони од Белград кои треба да помогнат, ама и малку да Да ги истераат збијат редовите на српската агенда. Добро. И тука се случува еден, најверојатно, не сме го осветлиле тој ќош на нашата историја. Ти кажав дека и со србите имаме неразјаснети позиции. Чекај, да. Каде што има еден прогон на се што е бугарски расположено. Тука нема да се согласиме. Кој е бугарски расположен? Се не може преку Васил Ивановски да направиш кейс стади. Васил Ивановски не е бугарски расположен. Ченто бугарски расположен? Васил Ивановски не е бугарски расположен. Дозволи. Ајде. Васил Ивановски бега во Софија, потоа таму исто интересно, но ќе ти одземам време, приказката како завршува таму, исто трагично. Имаме 18 минути за тоа. Пак во затвор завршува, за жал. Поставува прашање, викаме, да, овие Ранковиќи, не е ваков договорот Македонија вака да ја правиме. Меѓу другото, многу чистки на албанци има во тој период. И на македонци, Боријан? Да. Има нови идеолошки ориентирани, а ваму имаш по оваа национална, значи доста овакво. Интересно е да се разгледа, сакам да го кажам, бидејќи таму го најдов Васил. И ние Васил Ивановски не го гледаме во историјата. А пази, ние викаме Гоце Делчев рекол тој и тоа. Не знаеме кај го рекол. Добро, Мисирков знаеме. Да, за Мисирков знаеме. Но за Васил Ивановски имаме текст. Зошто македонците треба да бидат посебна нација? Многу чиста една ситуација. Но него го нема. Каде е? Мене не знам. Искрено ти кажам. Сакам малку да се позанимавам. Ме интересира како тема, ме интересира. Ако те интересира како тема, ќе ти предложам. Имаш, го знаеш ли Гугуловски кој е? Симеон Гугуловски? Да, икона на ВМРО, така? Добро. Знам керка му каде е ден така на така. Знаеш ли која е судбината на неговата супруга? Во земјотресот? Не, само во земјотресот. Незината пробугарска ориентација. Добро. Она не успева да не и дозволуваат ни факултет да запише. Би било, например, интересно е со таа жена разговараше. Она, она е од семејство, Поентата која е? Она е од семејство кое било ВМРО-овско во Скопје. Добро. Сега во Софија ми се чини жена. Да. Значи, интересно е. Керката е, не знам жена му дали е жива. Не е важно, да, мислам дека е жива. Сигурен сум дека е жива. Ако не гледа, ја поздравуваме. Но сакам да ти кажам, имаме убивани македонци во Пирин. Убивани. Така е. И тоа е факт. Е факт. Ама не. Дај да ги согледаме сите. Не да бегаме. Нема проблем да ги согледаме. Димитар Миладинов. Браќа Миладиновци. Добро. Български викамо. Тоа го слушав овој нашиот историчар Чепреганов. Добро. Вика бугарски народни песни. Добро. Значи има работи кај што очигледно постоеле некои мешања. Затоа реков вака. И убаво е да разговараме. Не на начинот кој бугарската политика сака да го наметне во една супериорност. И тука сакам еден апел, ако може да искористам твојата емисија. Ајде. Сите политички субјекти, СДС и ВМРО, треба да се обединат. И целата енергија, наместо разноразни преко плота, што би рекли Срби, комшики фрлање јајца и што гледаме секој ден, и едните и другите, што е банално, да се концентрираат на тоа како ќе убедат и меѓу Европската Унија и меѓу дека ние во тој разговор на таа комисија дека нас ни е потребна например чадор како оној кој на УНЕСКО под кој се водат историската комисија на Германија и Полска на кој разговараат, за да се спречи дрскоста
на Бугарија која произлегува од супериорноста на нејзината геополитичка позиција. Може ли една сугестија? Повели. Мислам, не е сугестија, ова е увид во блиското минато. Таа дрскост ќе беше спречена ако во договорот за добрососедство немаше историска комисија или ако во преговарачката рамка како приклучен документ не беа оние кои што реферираат на договорот за добрососедство. Така ги викнеш Заев и Димитров да ти кажат. Не, окей, само коментирам. Радев не може да го игнорираме, но особено бидејќи тој е сега само лицето на политиката. Претходно и други лица имала политиката и била отприлика иста. Најрадикалниот елемент секогаш постои. Порано се викал Каракачанов, денес се вика Костадин Костадинов Возраждане, претходно се викал Волен Сидеров, претходно се викал некако поинаку, но секогаш постои. Дури во моите размисли имам до тоа што сум убеден дека Бугарија не би сакала никогаш да влеземе во ЕУ и затоа поставува такви невозможни услови. Ќе ми дозволиш да ова прашање? Само те молам за грците, сакам да ти кажам. Може, само да те молам за во однос на историјата. Знаев дека ќе е корисен разговоров, бидејќи јас сакам да дознам повеќе за твојот светоглед, се надевам сакаш да дознаеш и ти за мојот. Но мора да разговараме, да се научиме. Еве, разговарам. И сега, ја разбирам јас таа позиција, треба да сме прагматични, да согледаме каде сме, што сме, но во објаснувањето на таа позиција, не сакам да речам оправдувањето, објаснувањето, ќе ги искористиме тие примери на жена му на Симеон Гугуловски и така натака. Или пак ќе зборуваме за фрагменти од историјата кои што кај нас неоправдано се криеле по 45-та. Јас треба сета да изложиме и да објасниме зошто некаде стои бугарски, зошто некаде не стои бугарски. Се објаснува. Се објаснува. Но ти тоа го спомнуваш од аспект да има темни петна, има. Темни петна има насекаде. И секој национален наратив почива на некаков мит. Бранислав Светозаревич, доктор Бранислав Светозаревич и Драган Јакјовски, неговиот партнер во истражувањата, открија фалсификат само еден пример ти кажувам. Во книга на Афанаси Селишчев, руски славист, еден од најпознати, не е било кој што паѓајќи во немилост тогаш на СССР, бугарската структура го ангажира, му ветува печатење на книги и плаќање пари, за да неговата книга за македонскиот говор во полошко стане бугарскиот говор во полошко. Миладинови и дел од другите преродбеници се продукт на Русија, се вика Виктор Григориевич. Многу пати сум ги слушал историчарите, сум запамтил ствари. Еден емисар руски кој што доаѓа овде да ја собере младата интелигенција македонска, да ја школува во Русија, во духот на она што ти го кажав преска за таа во рамки на бугарскиот проект. И има таму многу интересни дипломатски писма, бидејќи таму е вистината. Во дипломатската комуникација не смее да се фризира ништо, таму кажуваат објективни факти. Меѓу другото и за слабиот одзвик. Архивата на британската разузнавачка служба Точно. Огромен материјал и многу интересен материјал. Меѓу другото за неуспехот на бугарската пропаганда, во Кукуш се отвараат првите бугарски школи, во Велешко има обиди. Сакам да ти кажам, добро е да се покаже дека сите темни петна треба да се отвараат. Па дури да влеземе и во теоретизација, знаеш, во домот на Миладиновци какви песни се пееле? За Александар и за Филип. Може, нели, бидејќи во некоја друга емисија може да зборуваме и за антиквизација како феномен и така натака. Но зошто со тие 64 песни што ги придодале на ние како што го учевме зборникот и како тие станале български народни песни. Иако јазикот на кој што е светски признат на сите катедри не е бугарски. Не е бугарски. Нели? Но сега да кажам, каде ја гледам јас корисноста? Ја гледам корисноста во разговорот ако продлабочиме малце, да не остануваме на површината и чери пикинг да правиме на нешто што ни одговараат, за да си ја засилиме тезат. Туку малце да ја продлабочиме, за да ја разбереме суштината. Боби, тоа се вика воопшто, мислам, во науката, во мултиперспективност. Значи, ние Миладиновци
ја не ти кажувам дека Миладиновци се бугари. Ако е пишувало дека тоа се бугарски народни песни, не. Миладиновци, значи, ни припаѓаат и нас. На крајот криштата, тоа се песни кои зборуваат сведоштва за културата, фолклорот во тоа време, животот на оваа територија денеска. Разбираш? Да. Значи не може да не бидат дел од нас. Се разбира. Не може да не бидат ни дел од бугарската историја. Само да фрламе на бомба, истото важи и за Александар Македонски. Но само да фрламе на бомба, рекол. Не сакам да ја ширам, оставам за некоја следна емисија. Важи. По истата логика. Сакам да ти кажам, постојат начини, методи да дојдеме до тоа да некако се разбереме без при тоа да ова е мое, како ти кажа, и тоа е тоа. Пред да почнеме со емисијата ти кажав, постои цел сет, неколку томови се, на заедничка историја на југоисточна Европа. Тоа е еден огромен проект. Го пишуваа професори по историја од сите држави на Балканот. Хрвати, бугари, романци, грци, македонци, се разбира, албанци. Многу интересно се види. Сега да кажам, како се викаше професорката што го водеше Кулурис, мислам, една интересна... Го разбирам концептот, бидејќи имам 6-7 до крај. Сакам да ти кажа, и многу ми е важно, ова што кажа дека во Бугарија постојат некои кои сакаат да не бидат дека не нема. Сосема си во право. Истото се случуваше во Грција. Во Грција имаше една тенденција политичка која велеше оставете ги блокирани да се удават сами во себе. Да не беше Ципрас, ја мислам дека таа тенденција ќе надвладееше. И тоа ќе се правеше. Сега истото во Бугарија. Ти тврдам дека го чекаат моментот Албанија да влезе, они да притиснат со пропагандата да ги придобијат на бугарски државјанства, албанците да ги остават на Албанија со албански државјанства и овде да почнеме едноставно да се, како ти кажам, разводнуваме. Значи тие тенденции постои идеја за тоа ти го тврдам, разглобување на Македонија, на македонскиот идентитет. Прашањето е како ние ќе одговориме и ќе ги поразиме. Сигурно не со прифаќање на мирните ултиматуми. Грчката тенденција ја победивме. И сега ти, кој си против Преспанскиот, дозволи ми да ти кажам, наместо, јас Преспанскиот го гледам како победа. Затоа што ние успеавме да ја победиме тенденцијата во Грција на Мицотакис, па и стариот Папандреу, кои сакаат да не удават. Како да не удават? Така, што ќе останеме блокирани. И не мислиш на Грција одговара поделба на Македонија меѓу Бугарија и Албанија? Сигурно не. Вертикалата со Србија. На Грција најмногу и одговара оваа територија да биде независна. Океј, слушам, ајде. Сам го рече дека во Бугарија сака некој да не уништат. Да. Па како мислиш дека сакаат сосед? Грција не мислам дека сакала да не уништи. Јас ти кажувам дека постојаат такви тенденции политички. Океј, може да анализирам. Брзо прашање, неколку брзи да одиграме. Го спомна Ципрас, супер, ќе се повикам на нели, една сериозна држава треба да антиципира како ќе изгледаат наредните 3-5 години и на геополитички план. Дел од сојузи, НАТО и така натака. По анексијата на Крим во 2015 или 2014, кога беше, предпоставувам дека во НАТО биле свесни дека е возможно еден ден, откако се прошета на Крим Путин, да ја расшири својата зона на влијание. Така? Односно се антиципирала војна што ќе отвори Русија во Украина. Знаејќи го тоа и дека во такви услови НАТО ќе ги избива редовите и ќе поставува нови граници и бедеми во однос на причината за неговото постоење, односно источната сила, денес некојаш СССР, нели, денес Русија, Кина, ајде, да не ја шириме натаму армониката. Што ако на вчерашен ден, пред 8 години, не се подпишеше Преспанскиот договор и повторно дојдеше тој 22 февруари 2022 и Русија нападнеше Украина? Што ќе се случеше со Македонија? Неблагодарно е да барам брз одговор на ова прашање, но
би замолил? Што ќе се случи со Македонија? Да. Ќе нападнеше ли Русија, ќе нападнеше ли Србија, ќе нападнеше ли НАТО? Не. Зошто е важно што го сменивме името и тоа било победа? Затоа што успеавме да надминеме една од негациите, например, на македонскиот јазик. Грчката. Грците не тврделе дека македонците зборувале македонски јазик, туку грчки. Исто со грците. Грците велат дека на глава ги немаме македонци грчки зборувале. На глава ги немаме и грците. Ќе ги имаме кога ќе завршат бугарите со нас. Предноста зошто сме во НАТО во однос на војната и ова што се случува, мислам дека ако ги викнеш министерот за одбрана и министерот за надворешни работи, одредовите на ВМРО, бидејќи ти од СДС... Не, јас ќе ти кажам добре што сме во НАТО. Ама, чекај. Ти ми викаш брзо. Јас, не, прашањето ми е што ако не бевме, затоа што добро е што сме во НАТО, не значи дека ако не го кажам тоа, јас сум против НАТО. Тоа е исто така живење во екстреми. Како што пример Филипче вели, ако не си за француски предлог, ти си алфа била антиевропска, проруска и ќе не ослободувал еден ден. Друг пат. Дозволи ми. Ајде повели. Што ќе се случеше ако не бевме во НАТО? Во резолуцијата на парламентот вчера вика надворешни мешања во Македонија. Да. Ама имаш два типа, едни надворешни мешања, други во медиумите, за тоа друг пат. И сега ќе ти направам една паралела со она што го кажа за Миладинов. Дошле русите ваму таму бам бум, уствари да бугарски пишете. Да. Да не случајно сега пак некои руси пак идеме жртви на истото она на што го зборуваш од времето на 19. Сега со слушаме. Како ќе прелетаат до кај нас? Сега со слушаме. Види, тоа се Две минути, те молам, да. Тоа се специјални методи. Еве бугарите ги прават тие специјални методи. Значи, па и бугарите, русите ги користат бугарите. Има еден добар дел што ја користи Бугарија. Има логика. Има логика, да. Но нашата позиција во НАТО, ама тогаш немало во 1860 емисија ни помага безбедносно, разузнавачки во сите компоненти. Не можам да навлегувам, викни го министерот за одбрана да ти каже, ќе ти каже. Да. Само едно прашање. Дали и ако сакаш да подолго придобивките за НАТО, ќе разговараме. Да, но еве, тврдам дека е добро што сме во НАТО. Исто така тврдам дека се прашувам. Кога една држава има поголем ризик да биде погодена од руска ракета? Кога е или кога не е во НАТО? Кога не е. Да. Зошто? Затоа што ако оди на територија на НАТО го активира членот 5. Ама се зборуваме за фаталистичкото сценарио. Сега ти ми зборуваш за фаталистичко сценарио. Па зашто Русија би ја бомбардирала Македонија? Па затоа, ама ти го постави. Ама не, затоа името го сменавме. Ама затоа името го сменавме. Па сега го... Јас ти кажувам дека Македонија денеска користи бројни механизми кои помагаат за нејзината безбедност и стабилност, меѓу другото и помагаат на државата. А од друга страна викаме ако не влеземе во ЕУ, албанците, бугарите ќе не асимилираат, ќе поделат земјата. И во голема мера за инвеститорите е важна перспективата дека си земја членка на НАТО. И уште поважна е перспективата да си земја членка на Европска унија. Не по секоја цена. Морам да завршам тука. Јас не знам, пак ќе кажам, да, јас не знам што е цена, ама добро е. Да. Јас ќе ти кажам, ќе се повикам на еден голем бугарски природбеник, Петко Рачев Славејков, кој што во 1871 година, имам време за толку имам. Пишувал нешто од типот "Ще ти дадам пари, ще те чинам българин", зборувајќи за македонците. Други македонци тогаш му викале "Ние сме од Александар и Филипа, вие сте татари". Само кажам, некои битки просто треба веројатно да се водат бајаги време, односно маратонски, што би се рекло, а не на спринт. Само под услов да бидеме сигурни дека нема да се повтори грешката од 19-тиот век кога останавме без држава. Едино сигурно е дека утре сонцето повторно ќе изгрее, ние да сме здрави и живи. Благодарам за одвоеното време и до следна прилика може би во поширок форум се гледаме. Благодарам. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Наредна средба утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте собствени заклучоци. Добро време Македонија, главата горе.